Што за вас представуваат медиумските слободи и слободата на изразување? Па лично за мене, слободата на изразување представува еден основен услов за да можам да функционирам. Тоа веројатно ради професијата која што ја работам. Сметам дека ако луѓето воопшто, а и медиумите, не зборуваат за неправдата и ако затвораат очи пред проблемите, тогаш работите не можат да се придвижуваат кон подобро, а на светот, без разлика дали зборуваме за светот, за големиот свет или за една држава, за еден град, макар и за едно семејство, секогаш му се добредојдени промени кон подобро. На кој начин вие придонесувате или можете да придонесете во борбата за слободни медиуми? Таква е и мисијата на медиумите, таква треба да биде мисијата на медиумите и на новинарите, отворено да зборуваме и да укажуваме на она што не чини. Заради тоа што не е во ред да прогледуваме низ прсти на пропустите, затоа што на тој начин не можеме да помогнеме. Значи, најпрво треба да се гледаат објективно работите, за да можеме да го напишеме и да го кажеме во јавност тоа како што е. Јас, например, јас и моите колеги во последно време во Гостивар може да се пофалиме дека после пишување за одредени проблеми, кои што на изглед можеби личат мали, како например поплава во една улица заради несоодветна канализација, надлежните се мобилизирале и го решиле тој проблем. Почнувајќи од мали работи, па стигнуваме до големите. Дали вие како новинар досега сте се соочиле со притисоци од политичките и од бизнис центрите на моќ и како се справувате со истите? Па вака, јас во Гостивар новинарство работам 13-14 години. Некои сериозни закани, да кажам, не сум имала, меѓутоа притисоци, непријатни коментари и реакции, секако дека да. Јас често пати знам да кажам дека директорите на Комуналец ги паметам по неколку работи. Едниот, например, го паметам по тоа што реагираше зошто сме пишувале шахтите се опасност за минувачите заради тоа што се откриени. Значи може да паднат. Вториот го паметам по тоа што реагираше зошто ние пишуваме дека нивните возила кои што ги користат се технички неисправни. Третиот го паметам по коментар по кој што зошто да пишуваме сега дека нема вода. Вода има кога во половина град чешмите беа суви. Тие се такви работи со кои што секојдневно се соочуваме, меѓутоа мора да кажам дека биле коментари, реакции, еден вид притисок, но не од толку сериозен карактер, со кој што се учиме да се справуваме секојдневно. Кои се вашите препораки во контекст на борбата за слободни медиуми? Дека треба да се менуваат работите, треба да се менуваат, меѓутоа не сум преголем оптимист за тоа. Затоа што сметам дека прво треба да се направи деполитизација на се во Македонија, затоа што тука луѓето се гледаат од око на политиката. Значи, што ќе каже нивниот политички лидер и не размислуваат со своја глава, немаат свој став, туку одат во еден код и само тоа е вистина и само тоа е така. Мислам дека родителите треба да работат повеќе со децата, уште од мали, да ги учат, да си градат свој став, да имаат свое мислење, да креваат рака во училиште и постојано да ги прашуваат наставниците и професорите, да не им се плашат, да ги прашуваат што е ова, зошто е ова, за да можат да се учат дека во животот треба да изградат свој став, свое мислење кое што понатаму нема да се плашат и нема да им пречи за да имаат самите да си дозволат да имаат слобода на изразување.